Убаво ме подсети еден тука од гледачите кој што го цитираше Апасиев, кој што на дебата, мислам дека беше на Канал 5 телевизија, пред многу години му рече на Богоевски поради ваквите како тебе, младите не аплицираат на конкурси и се иселуваат од државата. Апсолутно беше во право и тогаш и сега професорот Апасиев, затоа што станува збор за луѓе кои што никој не ги гласа на избори, практично се корисни идиоти по телевизиите и по јавните настапи, застапуваат некои неодбранливи ставови и едноставно ја перат власта, поради тоа се корисни на истата и Петар добива Богоевски се не што е може. воопшто корисен на оваа власт, ниту он може да испере нешто, ниту он може да каже некаков одговор или да даде некакво мислење кое што ќе го почитува било кој оваа држава. Петар Богоевски не е воопшто вреден. Само Мицика е дрзок. Перо Бунтуре, кој за него има мислење некако добро? Некој паметен човек за него има добро мислење? Или не знам, може да му промени мислење на некого тој? Туку дрскоста на Мицковски, арогантноста на Мицковски и намерата да покаже кој е главен и дека прави што сака и дека не го интересира кој што збори него он си тера е резултат Петар Богоевски. Но идејата позади такви ликови е таа. Дали успешно он ја реализира таа идеја, се согласувам со тебе дека не. Затоа што мислам дека повеќе штета му прави и на ВМРО и на власта од што има некаква корист.